Драстично се зголемува бројот на дечиња со тешка телесна попреченост. Поради недоволна грижа на општеството, тие не знаат што е детство. Живеат во 4 зида и самуваат далеку од своите врсници. Деновите се тешки, ноќите предолги. Времето не минува, велат мајките на дечињата кои 24 часа бдеат над нив. Претешко е, затоа што ево лично моево дете имати епилептични напади, значи све стана од тој епилептичен напад. Секој момент си во некој стрес, значи дали ќе има таја напад, дали нема да имат напад и ти не можеш да ја оставиш да речеме со секого да ја вардит, морат значи да имат стручни лице со нејзе, што ќе можат да го познат тој напад. Јас имам ќерка со потешка форма на церебрална парализа и како и сите други деца кои што имаат моторичка попреченост, во главно се затворени дома. Значи нема училиштата се непристапни, нема соодветна програма за нив, нема дневен центар. За дневен центар требаат многу пари, а ние како здружение и како локална заедница не сме мокни тоа да го оствариме, вели Габеловска, која во име на сите родители и дечиња со церебрална парализа решила да ги земе работите во своји раце. Преку странски донации успеала да добие средства да се опреми катче каде овие деца ќе се дружат, а ќе добиваат и соодветна стручна помош. Секој дете има способност и афинитет кон нешто. 20 години работиме со децата со церебрална парализа. Не надминавме дискриминацијата, но не и негрижата на државата која треба да направи се тие да се социјализираат, велат стручните лица. Има голема бројка, значи се повеќе и повеќе се зголемува бројот на деца со попреченост. Значи бројката станува загрижувачка, а некако многу изгубивме време во правење на некои импровизирани нешта. Последната деценија многу е голем бројот на деца со тешка телесна попреченост, вели Апостолова, која сега ќе се грижи за 20 дечиња кои времето ќе го минуваат во просториите кои ги обезбеди локалната самоуправа. Целта е била оттаму труд и социјала да овозможи ова да прерасне во дневен центар. Дури тогаш ќе можеме да зборуваме за едукација на деца со попреченост во училници со деца без попреченост. Се до тогаш зборот инклузија кај нас ќе го има само во речникот, велат родителите.